По 10-часовна битка со сите расположиви ресурси на територијалната противпожарна единица од Кочани со поддршка од доброволното противпожарно друштво, територијалната противпожарна единица од Штип и Свети Николе, од Национални шуми, Центрот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, ликвидиране пожарот на територијата на општина Чешиново Облешево. Беше страшно. Многу јаки пожари, наближуваше до селото, до манастирот Спасење, манастирот Свети Ѓорги, Ѓоргиоден. По окажување не сум бил на тај терен, Врвица спасени са тралата и селото Врвица. Пожарот е локализиран некаде околу 20 часот или 20 и нешто од Соколарска страна, а најгоре уште се гледаше од ридиштата на кај Буниш, на кај Рајчани. Не знам кога е локализиран. На сите страни гореше, на кај Врбица, Соколарци, на кај Буниш, на кај Рајчани. Да. 2 хеликоптера гаснеа, 3 авиони надлетуваа. Командирот на Кочанската ТПП Драган Апостолов соопшти дека до вечерта, кога во 13:11 часот пристигнала дојавата за пожар на отворено во атерот на селото Врбица, единицата целосно била мобилизирана. Оганот зафатил сува трева и нискостеблеста шума и со ветрот брзо се ширел кон селото Соколарци, па по стручна процена била побарана помош од воздухоплови. Интервенцијата со авиони и хеликоптери помогнала пожарот да се локализира. Сепак ветрот со променлив правец претфрлил огнени јазици и кон Злетовското село Буниш, кон Свиланово и Рајчани. Дежурните екипи доцна во ноќте го стабилизирале огнот, а утрово тој е целосно ликвидиран. Заблагодарувајќи им се на поддршката на сите служби и поединци, како и на местното население што доброволно се вклучило во гаснењето на пожарот, командирот Апостолов потсетува на важноста на забраната за движење во шума и повикува на совесно и внимателно однесување кон огнот, затоа што штетите од пожарите носат опасност по здравјето на сето население.